И почна ме фаќа некој страв и тука веќе се раздени, може 8-9 часот веќе беше са бајлето, не знам колку беше. Чи веќе трчаш? Кога ме фати убав страв, да, кога почнав да мислам на тоа дека јас не знам што ме чека и дека вака сега одам бавно, а имам уште толку километри, ако не можам до крај да убрзам, што ќе биде до крај, како ќе ја завршам, и тука почнав да трчам. Тоа те убрза. Тука трчав скоро до крај. Не цело време, нели повторно имав јас некои моменти на одење, меѓутоа одев на места кај што имам успон, кај што имам искачување. Ама од тука па веќе скоро 80% од, да речам, од тие останатите последни километри, 40 километри, беа спуштање. Јасно. Ама важно... дел беше спуштање и тоа ми беше во прилог и на крај испадна фино испадна. Важен момент што стравот те има. Стравот дека можеби нема да го фатам, да, дека можеби нема да го фатам лимитот и сега викам до тука стигнав. Која психа ја имаш тие? Си размислувала ли некојаш така од кај ти е тој мајндсет? Искрено не знам, искрено не знам. Unlimited упорност. Не знам, јас само знам дека за многу работи сум била таква. Ете. Некаков карактер имам. Извини што ќе го искористам зборот, ама да не инат, знаеш, инаетчество. Тврдоглава, ја не сум инат, ама сум. Таква некоја тврдоглавост имала за други ствари. Сум, веројатно ми е тоа една од особините, да. И секогаш за се и за најмали ситници, да речам, сум гледала од крајност во крајност. Или нема да идам, или кидам на тоа најмногу што може да додам. Ти си all in или, човек. Да, и во глобала за се било така. Косава или нема да ја кратам, или нема да менувам фризура, или јас сега ако се решам да сменам фризура, ќе сменам скроз фризура. Значи нема биде подскратено или нешто измената форма, ќе биде скроз скратење до тука. И секогаш сум гледала некако така, значи веќе ако правам промена, ќе правам целосна промена, може да се примети. За било што, буквално за било што. Така, мислам дека веројатно и си има улога и во порно не фаќај велосипедизам да тренираш? Не, јас пробав, меѓутоа некако со трчањево не можам, немам толку капацитет, ама не сум ни тренирала. Тоа ми било велосипедот повеќе ми е така рекреативно. Ама да, имав еден период. 2 круга околу светот. Имав еден период, ама да, сигурно ако почнев, сигурно со тоа малце повеќе. Тоа викам, ако фатиш и оти има такви трансконтинентал, не знам. Сигурно ќе self-supported, ајде 100.000 километри. А што на пример сега има трки, што би сакала, ете. Сега не во блиска иднина, меѓутоа понатаму би сакала да речам во нека Што? Оти сега ќе те прашам што е наредно. Има ултрамаратонски, не, ова не е наредно, значи ја го гледам како така во некоја малку подалечна иднина. Меѓутоа има трки што се по 5 дена, по 6 дена, трки од 1000 километри, трки од 500 километри, од 600 километри. Чи некој такво те влече? Да, а меѓутоа не сега. Да, меѓутоа не сега. Добре, да. Чекај, за 2-3 дена. Не. Леве. Понатаму, таму. Ако. Нешто... Сега би сакала да искрено ме влечат овие трки, да речам, и не трки, туку општо настани вакви што се подолги, со поголеми дистанци. Чувствувам дека можам да држам некое темпо, не многу брзо и не многу бавно, подолг период, и